Почитувани гледачи, добре дојдовте на првата епизода од подкастот Равенка семејство. Ние сме од младиот семејна разновидност, јас сум Менче Јовановска, менаџерот маркетинг и комуникации на самата организација. Пошто нас не е ова прва епизода, навистина ми е чест што јас имам оваа можност денеска да бидам како хост тука заедно со нашата гостинка, но прво да кажам нешто за нашата организација. Младиот семејна разновидност е организација која работи со млади и за млади и денеска тука сме за да водиме една јасна цел, односно да ја подигнеме свеста за разновидноста на различни семејства кои постојат во нашата земја и надвор од Македонија. Првично би сакала да се заблагодарам на Радио МОВ за оваа прекрасна можност за нашиот подкаст и нормално сега ќе ја представам нашата гостинка. Заедно тука со нас е Билјана Дуковска, која што е голем активист со долги години, но мислам дека тука можеш и ти повеќе да кажеш сама за себе. Не кажувам ништо за годините. Добро, за годините нема да прашуваме ништо. Апсолутно е чест да се биде прв гостин во првата епизода од ова што го работите. Честитки за подвигот, за потфатот. Ако треба да кажам официјална улога, тогаш сум председател на Македонската платформа против сиромаштија, мрежа на граѓански организации здружена со една цел да извршат притисок врз националните политики кои што треба да го подобрат квалитетот на живот на луѓето, не само да ја намалат сиромаштијата, туку се она кое што го поттикнува и го поддржува тој феномен да ни го гуши населението. Навистина е инспиративно вака кога ќе те слушам да раскажуваш за се што имаш поминато и верувам дека имаш и многу научено низ сите овие години за овие работи, затоа што сепак да се има таква улога и таква професија треба многу енергија, треба многу комуникација и верувам дека сте имале видено и многу случаи. Во суштина само треба да ги сакаш луѓето. Да. Треба да сакаш да слушнеш што Да. ти зборуваат луѓето и не треба да си многу од оние кои што паметуваат, туку Така треба е. да си од оние кои што пренесуваат. Во суштина во намалување на сиромаштија, во превенција на сиромаштија, најважно е гласовите на луѓето кои што имаат искуство, кои што имаат експертиза. Како е да го поминеш денот со многу малку пари? Како е да израснеш дете со поддршка од твоите? Како е без работа да можеш да обезбедиш полна софра Так. за Великден и така натаму. Во суштина клучно е да имаш можност да си близу до таа мудрост. Така е. Оти се останато може да се прочита и се останато може да се научи. Во суштина предноста моја е тоа што јас имам пристап до организации кои што многу ревносно и многу блиску до граѓаните од различни аспекти зборуваат за тоа како треба да се подобри квалитетот на живот. Што значи тоа? Тоа значи дека една организација во Штип, која што работи на подобрување на животот на локалното ромско население, и една организација која што во Скопје се бави со зелени политики, имаат различни погледи за иста тема. И во суштина политиката за како таа тема да се подобри или во случајов како да намалиме сиромаштијата е онаму каде што едново не го задушува другово и каде што му дава простор и на овој и на оној да ги почувствуваат бенефитите од живот во една квалитетна средина. Тоа е навистина интересно, искрено. Јас пример досега не сум ни знаела дека во Штип постои таква организација, искрено. Имаме многу Да. организации, она Да. кое што е како карактеристика на нашето општество дека ние се дружиме во бабали. Па младинските организации се дружат со младите, Да. ромските организации се дружат со ромите, зелените со зелените. За жал, сиромаштијата е крос-катинг. Да. Веќе не е мејнстрим, сега мејнстрим се зелените политики заради загадувањето кое што го живееме, меѓутоа останува тука некаде квалитетот на живот како една нишка која што ги поврзува. Токму и затоа искрено ве повикавме како организација вие, затоа што викате дека сиромаштијата не е повеќе мејнстрим тема, но сепак овие се теми што стварно треба да се зборуваат и навистина се важни за младите да ги разговараат, затоа што сепак опаќа голем број млади кои доаѓаат од самохрани еднородителски семејства. Конкретно мене првото прашање би ми било што мислите вие што е коренот на проблемот, зошто конкретно самохраните еднородителските семејства се дојдени до прагот на сиромаштија во толкав број за разлика од порано? Знаеш како? Ке си дозволам да отидам еден чекор поназад. Мислам дека немаат представа нашите слушатели за колкав број станува збор. Кога излегуваат статистиките за сиромаштие, кои ќе кажеме 22% од населението живее под линија на сиромаштие, тоа изгледа дека таму некои луѓе кои што се блиску до контейнерите живеат во сиромаштија,
и дека тоа не е 1/4 од населението, што ако е 1/4 е многу, него 22% е нешто као 20% ником ништо. Дополнително од таа, значи од вкупната бројка на самохрани семејства, скоро половина, 40 и некој процент се живеат во сиромаштија. Тука е огромниот процент и огромната тежина која што овие семејства ја носат. Можеби во вкупната бројка не се појавуваат толку често, ама ако земеме дека секое второ самохрано семејство е сиромашно, ситуацијата е многу алармантна. Сега, на Инстаграм, на TikTok и на Facebook тоа нема да го видите, затоа што ние сите се фалиме со 5 минути слава и 5 минути кејф кои што ги имаме во животот. Никој од нас не сака да ја стави патиката што зинала или ранецот што дотреал. Од тука, сиромаштијата не е нешто кое што се носи со гордост, со радост, со мерак и по собствена желба, туку или се наследува, или се затекнуваш во таа состојба, и исто така не е точно дека сиромаштијата е нешто што си ти. Сиромаштијата е нешто во кое што ти си денеска, ама утре може би да не си, или обратно. Ти денеска може да си супер, утре може да паднеш во ризикот од сиромаштија, и затоа е многу важно кога зборуваме, бидејќи јас со овие емисии на вака на поширока јавност ги сметам како од едукативно информативен карактер. Убаво е да се каже дека сиромаштијата не е нешто што не одбележува, тука е состојба во која што се наоѓаме. Исто како кога си во некоја радосна состојба. Се до моментот додека не пукне нешто. Сега ме праша околу бројката на големата бројка на сиромашни семејства, има тука милион причини, меѓутоа нема правило и нема еднакво дека едното води кон другото. Сега да се подобјаснам. И кај младите, и кај семејствата кои што се самохрани, најлошо што може да се случи е да направиме генерализацијата. Нити сите самохрани семејства се сиромашни, нити се богати сите, ниту па младите сите се срекни, или се сите вработени, или се сите урбани. Поентата ми е дека најмногу, како и во другите целни групи кои што потпаѓаат во сиромаштија, така и кај самохраните родители, невработеноста, нискиот приход, немањето поддршка и политиките кои што не превенираат, туку засилуваат сиромаштија, се клучниот фактор да овие семејства, овие луѓе бидат во оваа незавидна позиција. Што значи тоа? Вие може да имате супер добра работа и вас дури и Заводот за статистика да не ве регистрира како приходно сиромашен. Значи по количината на пари вие и вашето дете да не сте под линијата на сиромаштија. Во исто време вашето дете може да биде со сериозна болест која што ќе одзема многу пари од семејниот буџет и вие да не постигнувате со количината пари која што имате да може да живеете еден квалитетен живот. Истовремено, вие може да живеете во една заедница која што виртуелно има доволно приход, така? Да. Меѓутоа, не доволно за вас и за вашето дете. Сиромаштијава сама по себе, кај самохраните родители дополнително многу засилува заради дискриминацијата која што се случува, заради стигмата која што не се случува и занемањето на поддршка нити како социјални услуги, нити како друг тип на услуга во заедницата која што може да им олесни новие луѓе да обезбедат соодветен раст и развој за себе и за своето семејство. И тука ќе запрам затоа што мислам дека од прилика ја пофативме сликата дека не е многу лесно да зборуваме што е тоа што ги тера луѓе во сиромаштија да се самохраниве да влегуваат повеќе во делот на сиромаштија. Знаете како, за жал, еве примери, јас сум во ситуацијава дете што доаѓа од самохрано семејство и многу добро го опфативте делот за генерализација на работите и за креирање на стигма кај овие семејства и кај овие млади, затоа што многу често сум се нашла во моменти каде што јас разговарам со други млади кои се мои врсници, сум разговарала и со луѓе што се повозрасни од мене и автоматски кога стигнува информацијата до нив дека јас доаѓам од семејство што е
во категорија самохрани семејства, автоматски некако го поврзуваат со сиромаштија, тешкотија. Нормално тоа не е некоја лесна работа за младо дете да треба да поминува низ таква работа, но тоа не значи дека ние автоматски потпаѓаме под таква група на луѓе, но дефинитивно не прави посилни во некои работи. Апсолутно сметам дека наметнатите слики треба да ги кршиме како и наметнатите стереотипи. Долго време се боревме да покажеме дека оваа 1/4 од население кое што не е во ризик од сиромаштија, во суштина не се само луѓето кои што пребаруваат во контейнерите. Тука се и самохраните мајки кои што дотерани, наместени секој ден со карминче и со фризурка одат на работа на 1, на 2, на 3 работи. Некогаш пријавени, некогаш непријавени, некогаш прекаријатни. Некогаш кажуваат што работат, некогаш се срамат да кажат што работат. За нивните деца да имаат доволно. Значи, нема црно и бело. Има семејства кои што имаат сериозна добра поддршка од околината. Значи, тоа да речеме може да биде... знаете како, има и разлика, вие подобро тоа од мене ќе го дефинирате, за каков тип на самохрано и еднородителско семејство станува збор. Дали околината и семејството го прифаќа моментот на останување сам, дали го одобрува, дали ќе помогне и ќе поддржува, и тоа најчесто се случува во случај на смрт, или ќе рече, не, сама си го бараше, ама сега што да ти правам, те молам, значи си имаме ние наши гајлиња, така, значи не се исти состојбите од каде што се тргнува, нити состојбите каде што завршува едно самохрано семејство. Затоа е многу убаво што вака гласно зборувате, и што освестувате дека не е доволно некого да го мерите само по статусот кој што некој му го налепил, дали тој некој е дете од самохрано и еднородителско семејство, или тоа е млад човек, без разлика на средината во која што расте и се развива, туку млад човек со амбиции кој што сака да постигне нешто во животот. Сосема во право сте за ова што го кажавте искрено, затоа што сепак еве за еднородителски семејства сепак јас не сум прошла низ тоа, не знам да кажам, но за самохрано семејство можам да кажам дека имав и претходно гостување, истото го кажав, но спомнав дека кога човек има поминато низ истото што и вие имате поминато, тогаш јасно можете да се разберете за работите кои ги размислувате. Нормално, тука е многу важно и да имате поддршка и од други луѓе кои немаат поминато низ истото, но многу е поразличен разговорот кога јас ќе разговарам со некој кој е младинец, исто како мене, и знае низ што поминувам, знае каква е траумата да се изгуби родител, знае предизвиците какви се со системот, со државата, со околината околу мене, за работите кои се поминуваат. Апсолутно се согласувам. Најгруп пример кој што може да го дадеме, значи не е исто да сте вие самохран родител со повеќе деца во субстандардна ромска населба и да сте самохран родител со едно дете во богата битолска фамилија. Така. Контекстот, околината, средината е друга и од тука тие две работи, освен по ризикот самохраност, никако не може да ги допреме. И затоа е многу важно кога зборуваме за сиромаштија да бидеме прецизни дека тоа е еден сегмент од групата, меѓутоа на тој сегмент му треба повеќе внимание и му треба повеќе поддршка за да може да го достигне развојот на неговите врсници. Јас имам едно прашање до тебе. Еве, знаеме каква е моменталната ситуација, еве и јас како еден личен виктама и ќе се ставам во ситуацијата како младинец од самохрано семејство. Дали мислите дека ова се некои работи во однос на сиромаштијата, дали мислите дека овие се некои работи што можеле да се спречат со некои постапки што можеле да се направат во минатото, дали мислите дека во некои чекори се сгреши кај нас во државата, дали сметате дека во иднина овие работи можат да се поправат на некој начин? Апсолутно. Апсолутно, значи политиките кои што се носат се секогаш менливи. И секогаш, без исклучок, треба да одговараат на потребите на луѓето за кои што се носат тие политики. Од тука, ако ние креираме
нешто во 1949 година, сигурно дека не може да ги отсликува потребите во 2026 година. Така е. Тука некаде по пат се смениле многу работи, меѓутоа се смениле и потребите на луѓето, се смениле и околината и обкружувањето. Сега политиките треба да имаат превентивната улога, да не дозволат создавање на работи за кои што подоцна велиме дека се нерешливи. И сега тука, кога станува збор за сиромаштија, најчесто имаме интергенерацијска сиромаштија, значи деца кои што растеле во многу сиромашни семејства, потоа стануваат сиромашни младенци и многу тешко излегуваат од тој круг, затоа што имаат отсуство на ран детски развој, отсуство на добро образование, отсуство на вештини за вработување кој што ќе им донесе достоинствена и добра плата. Врти, значи никако тешко. Дополнително, кога станува кај самохраните родители, има уште една работа, која што не знам дали е правда или неправда, ама е наше некако традиционално востановено непишано право, а тоа е семејното наследство на имотот. И од тука не е исто дали вие зборувате за самохран родител, мајка која што требало да го напушти семејниот дом заради семејно насилство и која што сега што и да заработи, не е доволно за да може да ја покрие и киријата и потребите на семејството кое што го носи со неа. Како што е различно тоа дали самохраниот родител може да биде повторно жена која што наследува заради починат партнер, наследува стан кој што не мора да го плаќа. Значи, многу е важно да кога зборуваме за сиромаштија, особено кај самохраните семејства, ги имаме во предвид сите аспекти кои што може да придонесе. Како приоритет се појавува домувањето. Затоа што некако со текот на годините тоа одзема еден многу голем дел од парите со кои што располага едно семејство. И од тука многу лесно, без разлика колку е приходот што влегува, овој што излегува може да биде многу поголем. Значи тоа е само приходната страна на сиромаштијата. Второ, образованието. Доколку имаме самохрани семејства со низок степен на образование, веројатноста е дека многу тешко ќе пристапат до квалитетни работни места кои што ги гарантираат достоинствена плата, со која што ќе може да се обезбеди соодветен квалитет на живот, вклучително сега дури и модерно, инвестиции во енергија во домот, нови апарати, нов мебел. Знаете како? Ние некако се научивме дека сиромаштија ни е тема на која што сакаме да зборуваме, но има уште еден потежок малце така збор, материјална депривација, е тоа е кога вие имате пари, ама не ви стигаат. Ама сега не ви стигаат, ама многу не ви стигаат. Тоа е таа материјална депривација и тука има едни индикатори во кои што се мери колку е длабока таа материјална депривација. Од 9, ако 4 не се исполнети 5, тогаш вие сте сериозно материјално депримирани, одите во ризик од сиромаштија, ама не е сега тоа важно да го објаснувам, важно е дека таму постојат и социјални елементи. И кога зборувам за еден приход во пари, не е тоа само кеш за, да се има, туку тоа е нешто кое што возможува вас социјален статус, градење на капитал, градење на мрежа, градење на односи. И зошто го зборувам ова? Заради тоа што овие индикаториве кои што ги споменав, велат дека вие треба да имате можност да си дозволите да додете еднаш месечно во ресторан со пријатели, еднаш неделно да излезете од семејниот дом, да практикувате спорт и така натаму. Значи, сакам да кажам дека за едно самохрано семејство, каде што еден се труди да донесе доволно, ова се е мисловна именка. Третата работа која што исто така исклучително важна, а која велиме дека може да се превенира и да се промени, тоа е тоа што државата дава како поддршка и како помош. Некогаш може да бидат пари, некогаш може да бидат субвенции, некогаш може да бидат олеснувања, ама некогаш може да биде и рака. Знаете како? Сум имала прилика да зборувам со едно здружение на жени кои што велат нашите самохрани не е проблем дека немаат каде да ги однесат децата. Нема кој да им ги однесе децата. Тие се на работа, децава сами не можат да отидат. Така што некогаш и една таква рака, еден таков систем на, на заедницата да се одгледа едно дете е многу важно и потребно. И сега некако како зборувам, се слушам дека многу внимание посветувам на децата и на младите и сваќам дека возрастните кои што се наоѓаат во ризик од самохраност во суштина сме ги избришале
За жал, И дека тоа за се нив случува. речиси па Да. ништо не постои, а тие од стигмата која што сме им наметнале дека децата треба на прав пат да се извадат, не ни кажуваат ни што им треба, ни кај им треба, па од тука страда и менталното здравје, страдаат нели психосоцијалната поддршка отсуствува и страда целиот концепт на едно семејство, за кое што ние толку многу како држава сакаме убаво да зборуваме. Сакам да ве прашам и за менталното здравје малку, но тоа ќе се навратиме после. Искрено сакав да додадам тука за третиот момент што го спомнавте за поддршката од самата држава, од самиот систем, од институциите. Јас во многу моменти сум се нашла во ситуација каде што не сум поддржана од институциите и од самата држава, затоа што имало моменти каде што јас треба да се пријавам да аплицирам за да живеам во студентски дом. По правило, според закони, јас како дете од самохрано семејство треба да бидам ослободена од партиципација, но многу често се случуваат, дали тоа се технички грешки, дали се тоа намерни грешки, тоа нема да го коментирам, но не сум била ослободена од партиципација. Сега, пример, се уште сум во потрага по практиканска работа која што сакам да научам нешто ново за мојата струка, да се надоградам. Јас се уште се трудам да ги разберам регулативите, законите за како јас смеам, што смеам да работам, колку смеам да работам, дали смеам да работам со договор на дело, поради тоа што сум примател на семејна пензија, дали можам да бидам осигурана на работа. Буквално е општ хаос. И кога ние како организација веќе прашавме во фондот за пензиско осигурување за како стојат овие работи, прашавме конкретни прашања, особено тие што се таргетирани за младите студенти, јас не добив некој си јасен одговор за што јас треба да правам. Така да мислам дека овие работи дефинитивно од моја страна предлагам дека треба да се стави посебен фокус, да се сменат, да се додадат, затоа што да, тие постојат во одредени закони, треба да се додадат уште повеќе, затоа што сепак се прават уште повеќе забуни, уште повеќе проблеми се ствараат кај младите, затоа што сепак не може само со една точка од закон проблемот да биде решен. Или да се каже дека институција дава поддршка, нели? И тука кругот мора да биде затворен. Се пишуваше 100 години една национална младинска стратегија. Така. Се зборуваше за законот за младинско учество, исто така едно 100 години. Значи имаме младински центри, имаме совети за млади, имаме локални совети. Така. Не може тие младински совети да зборуваат само за спорт, култура и за срекни млади. Да. За жал, во групата на млади има многу ранливи категории на млади. Сега ние зборуваме за самохраните, ама не се тие единствените. Меѓутоа е многу убав примерот и многу убаво покажува дека младите треба да имаат каде да се обратат. И не секогаш декларативното постоење на центри кои што информираат се доволно. Европските политики бележат страшен негативен тренд во дигитализацијата, употребата на дигитализацијата во социјалната сфера, токму заради автоматизирањето и кодирањето на сите системи кои што се повеќе ќе го исклучуваат човечкиот фактор на одлучување и си повеќе и почесто ќе се случуваат проблеми како што веќе кажа дека некој неправедно за нас, неправедно за системот исфрлен и така натаму. Значи мораме со време да ги вадиме работите. Јас ве охрабрувам како организација да обстанете, да бидете гласни и да не дозволите да младинските места не ја вршат улогата на информирање и поддршка на сите млади. Затоа што кога зборуваме за млади, мораме да бидеме осетливи не само за оние што ни се најблиску, оние што ни се видливи, оние што ни се другари, затоа што ранливите групи и групите кои што се соочуваат со ризикот сиромаштија најчесто се невидливи и најчесто се тргнати, некои заради тоа што не сакаат да бидат обележени, некои заради тоа што се срамат, ама многу од нив заради тоа што си имаат за учење, за работа, за помош, мораат да ги поддржат семејствата за да можат да продолжат со тоа каде што тргнале и од тука отсуствуваат во сликата во целиот спектар на млади кои што ги има во државата. Така е, во право сте во секој случај, барем ние како организација навистина се трудиме колку што можеме повеќе да им бидеме поддршка, особено на тие деца и млади кои доаѓаат од ваков тип барем на семејства, особено од аспект на правна поддршка, психосоцијална поддршка, едни од главните, мислам дека две работи што на едни му требаат.
Кога станува збор за ментално здравје, дали сметате дека сиромаштијата е веќе како тема во нашата држава, конкретно за еднородителски и самохрани семејства, дали сметате дека има голем одраз врз менталното здравје? Што мислите дека треба да се превземе од тој аспект? Генерално младите имаат сериозна потреба од поддршка, особено во периодот после ковидот, особено во се ова што се случува, цела оваа трансформација на светот, цела оваа неразбраност помеѓу генерации, сите трендови кои што нели пребрзо доаѓаат и си одат, кај нас отсуствуваат сервиси кои што може да ги поддржат младите. Има, меѓутоа бројот е многу мал. Вие може да одите и на државно да побарате поддршка за ментално здравје, ама кој поправа? Дополнително, за се нешто треба пари. Приватната пракса кошта многу. Се согласувам дека дополнително ризикот од самохраност во семејствата поинаку го дефинира и поинаку влијае на еден млад човек. Дури и борбата дали да се продолжи да се учи, да се биде малце егоистичен, наспроти тој дома што се гледа дека, нели, треба да работи и да донесе за ти да бидеш нешто и некој, е многу сериозен предизвик и одлука за еден млад човек. Дали да се фејка собствениот квалитет на живот или отворено да се зборува за состојбата во која што еден млад човек се наоѓа. Искрено не би сакала да бидам во тој момент тој човек, затоа што тоа претешко да се износи. Да. И мислам дека тоа е укажување и на Европската комисија, ние како држава сме рекле дека ќе ги градиме социјалните услуги, меѓутоа израствените услуги и препораките од Европската комисија се дека нам ни недостигаат социјални услуги за млади и за деца. Од тука целосно се согласувам дека потребата за психосоцијална поддршка, за поддршка во ментално здравје, за отворени врати за комуникација, за јавно споделување, за плачење, за емотивен раст, ни се неопходни и дека тоа не е нешто кое што не може да се воспостави. На почетокот кажав дека сиромаштијата е резултат на лоши политики. Непостоењето на сервиси за поддршка на ментално здравје за млади во ризик е лоша политика. Од тука ние не може да очекуваме дека човек кој што ментално ќе падне и пропадне, утре задутре ќе биде супер конкурентен на пазарот на труд и ќе може супер да се носи со сите предизвици кои што ги имаат и семејството и работата, па и социјалниот живот. И од тука ние наместо да градиме млади со иднина, ние градиме исклучени млади и тоа е грешка ако е политика на државата, а во моментов е. За жал така е, затоа што, знаете, дори изборувавте, мене ми текна на еден момент како ние уствари ја започнавме иницијативата Плати семестар, затоа што така ние свативме дека 5 студенти кои биле запишани на медицински факултет морале да се откажат од своето образование за да можат тие да се снабдуваат со финансии за дома и затоа што немале доволно надоместок за да можат да си ги покријат своите школарини за семестар. Но ниту еден млад човек не треба да се најде во ситуација каде што тој треба да бира измеѓу образование и своето семејство. Во никој случај. Образованието треба да биде достапно за секој. Менталното здравје, да се грижиш ти за менталното здравје и за физичкото здравје, тоа треба да биде достапно за секој. Во било кое време. Но, за жал, во ситуацијата што сме сега, навистина не тера ние да бираме измеѓу едното и другото, што не става во голем предизвик. Семејствата кои што се наоѓаат во сиромаштија најчесто прават такви избори. Да. Во изминатиот период беше дали да се затопли доволно домот или да се има доволно храна. Да се купи нова облека или да се инвестира во дополнителна вештина и знаење. Да се продолжи со квалитетно образование или да се најде во моментов работа што ќе носи пари па здравје, кога ќе имам пари ќе довршам. Значи, најчесто изборите се страшни и се недозволиви, како што кажа. Да.
Како последно прашање, искрено што би сакала да го отворам денеска со тебе е што предлози ти, еве јас сум младинец пред вас што стојам, што предлози, што совет ќе ни дадеш кога се соочуваме со вакви моменти, еве од твоја експертиза, од твој аспект, кој е најголемиот совет и најважен што треба ние младите да го имаме? Да не им се обраќате само на младите. Да. Темите кои што вие ги отварате се многу посериозни од младински муавет. Младите конечно треба да бидат дел од општествениот контекст. Не да бидат млади, што ќе ги викнеме кога ќе ни треба да се чисти парк, туку тоа се млади кои што се сегашност и иднина на оваа држава. Значи, млади кои што сега придонесуваат со сопственото постоење, знаење, умење, и млади кои што за нас ќе берат гајле кога ние ќе бидеме премногу стари. Значи, не можеме ние да градиме држава на принцип на себичност и да ни биде добро само нам. Туку мораме да градиме општество во кое што ќе има доволно простор за сите да растат. Од тука немам ја што посебно да ви кажам, освен да продолжите да бидете гласни и да зборувате отворено за проблемите со кои што се соочуваат, затоа што има многу повеќе поддршка отколку што знаете, затоа што многу од луѓето кои што сега не слушнале за ова што го зборувате, се наоѓале на местото на кое што сте вие денеска. Голем дел од нив растеле во семејство во сиромаштија, во ризик од самоохраност, во семејство кога двајцата биле невработени, во семејство кога бабата со пензијата ги чувала. Значи, вие морате да имате обраќање до општеството затоа што вие сте општеството. Никој не е повреден повеќе од вас. Сите ние и по устав и по закон сме равноправни и ризикот од самоохраност не заслужува помалку внимание, ниту пак младите од самоохрани семејства заслужуваат помалку простор. Нема да можете сами да се изберете, затоа ви е потребна поддршката од повеќе активистички групи, политики и така натаму. Не се плашете да бидете храбри, можеби нема да успеете на краток рок, промените во општеството никогаш не се случуваат брзо, меѓутоа промените се вредни да останете на нивната линија. Навистина ми е искрено мило што имаме поддршка од некој како тебе во ситуацијава, затоа што искрено со слушање на вакви зборови нас само не мотивирате се повеќе и повеќе да продолжиме да чекориме напред. Јас верувам дека и нашата организација ќе прави уште поголеми успеси кога имаме поддршка како вас. И навистина фала ви многу што дојде денеска тука со мене и разговаравме за доста важна тема. Можеби ситуацијата многу побрзо ќе се смени кога ќе има многу повеќе простор за вакви муабети, наспроти да слушаме и да читаме тривијалности од секојдневието, кои што можеби се една моментална забава, ама не прават многу. Ми текне една реченица што сакав од преска да споменам, а тоа е кога зборуваме за сиромаштијата, многу често се држиме само на паричињата и на социјалната работа, социјалните услуги, Она што за младите е многу важно, а стои во дефиницијата, ама не му доаѓа ред никако, се вели дека за да еден човек може да не биде во сиромаштија, треба да има еден живот приближен до оној на просекот во државата и при тоа да може да ги исполнува своите економски, социјални и културни права. Ние за културата не стигнуваме да зборуваме. А културата не е само музика, кино и театар. Културата е култура на солидарност, на поддршка, на меѓусебно помагање, култура на почитување, култура на прифаќање, култура на различност, на толеранција и така натаму и така натаму. И на младите кои што доаѓаат од самохрани семејства и како им е потребно градење на една култура во која што ќе се чувствуваат добредојдено, недискриминирано и прифатено, наспроти целото обележување кое што го сведочиме години наназад. Мислам дека е ова добра реченичка да го завршиме муабетот. Бркајте повеќе култура,
Не се срамете од тоа што сте и покажете им на другите дека можете. Фала ви многу за овие прекрасни зборови. Барем ние како организација ќе се трудиме не само да бидеме организација која функционира низ одредени активности, туку ќе бидеме заедница за нашите млади. Навистина фала ви многу што дојдовте денеска на подкаст. Јас чекам да бидам поканета на 100-та епизода од овој подкаст. Нормално. Тоа е веќе и во план. Фала ви уште еднаш многу. Навистина ми беше одличен и многу продуктивен овој разговор со вас и јас како млада личност научив многу и некако ми се отвори уште 300 други прашања во глава, што е добро. Да знаеш ја што се учам од вас. Си учиме меѓусебно и тоа е добро. Треба да бидеме отворени за вакви разговори. Фала ви дечки вие што гледате, останете со нас затоа што имаме уште една гостинка која ќе биде тука на оваа епизода. Ви благодариме што останавте со нас. Јас сум Теодора Томашевска, студент по психологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Исто така сум координатор на активностите за ментално здравје во младиот семејна разновидност и сум волонтер долги години. И тука е со мене Џејлан денеска, Џејлан Велиу. Добре дојде Џејлан. Дали ќе сакаш ти да кажеш нешто за себе, да се представиш на нашите гледачи? И нешто за твојата работа. Здраво, Теодора, ти благодарам на поканата. Драго ми е што сум дел од овој серијал на подкасти. Секако, значи, јас сум Џејлан Велиу. Најтешко ми е себе се представам. Сум по образование правник, односно магистер по казнено право, а себе си повеќе би се представила како активист. Можам да кажам дека сум активист, така се нарекувам себе од 2011 година, најмногу во сферата на работничките права и во сферата на социјалната правда. Така, мене најискрено најпрво ме интересира да те прашам што е тоа што те мотивираше пред се да почнеш да се залагаш за сите овие како да кажам, одредени општествени феномени или пак некои неправди кои што се случуваат, да се бориш против нив. Ме интересира што е тоа што те мотивираше најмногу да се вклучиш во активизмот. Па да, како што кажа, нееднаквост, значи свесна сум за општествената нееднаквост уште од најмала возраст, да кажам, дали пример ради некои прилики, неприлики во самото семејство, дали пример во општеството, нели се гледат тие работи, значи може, зависи која ни е перцепцијата. Тоа ми беше најосновната работа, едноставно да се достигне еднаквост на сите чинители на општеството. Значи, нели, кога растеш, сваќаш дека нешто не е во ред, одлучуваш во еден момент дали ќе се бориш против тоа што не е во ред или ќе го прифатиш, и јас одлучив нели да станам условно кажано борец за тие работи. Инаку да се надополам за првото прашање, моментално работам во Сдруженијето на граѓани и љубезност. Тоа е здружение што се залага за социјално загрозени категории бездомни лица. Јас веќе 4 години работам како правен советник во тоа здружение. Поточно давам правна поддршка и помош на лица кои што има потребно тоа и најмногу правам придружби. Значи половина, можам да кажам, од мојата работа се состои во придружби, теренски придружби, значи до институции каде што луѓето имаат потреба или да извадат некој документ или да водат некоја постапка, најчесто во управата за водење на матичните книги, центрите за социјална работа, гинеколошко-акушерската клиника, Министерството за внатрешни работи, нотарски канцелари, извршители и така натаму. Мислам дека имаш многу опширна работа и не звучи воопшто лесно. Дефинитивно си имаш работа со систем и со луѓе кои што се и такако социјално загрозени и сигурна сум дека во праксата имаш различни искуства кои што би било убаво да ги слушнеме и да ги споделиме и можеби да се подигне малку свеста за овие случаи во јавноста. Мене ме интересира поконкретно, заради тоа што ние од млади, на нас од младиот семејна разновидност ни се генерално таргет групата, младите кои што доаѓаат од семејства од различна позадина. Па ме интересира поконкретно со какви типови на семејства најчесто се среќаваш во твојата пракса и колку се различни од, да кажеме, традиционалниот тип на семејство, ние што го знаеме. Да.
Значи вака, главната карактеристика на семејството со кој што јас работам е тоа што сите се сиромашни. Значи тоа е основата и мора тоа да го земеме како една битна основа што понатака влие врз животите на луѓето. Како што каже, значи, ако традиционално семејство се смета семејство од двајца родители и деца, во пракса најмалку ги среќавам тие традиционални семејства, особено во категоријата со која што нели работиме. Многу често среќаваме семејства кои што се еднородителски или самохрани семејства, исто така семејства во вонбрачна заедница, каде што пример позната, формално правно позната е само мајката. Значи има такви случаи каде што во изводот на родење на детето ја пишува само мајката. И тоа значи дека за правниот систем непознат е таткото. И значи од тоа се подразбира дека цела грижа врз тоа дете или деца е падната само врз еден човек, односно врз мајката. Исто така многу чуден феномен е и тоа што значи ова исто така да го потенцирам дека најчесто овие семејства се во вонбрачна заедница, значи ретко кога во брачна заедница и бидејќи нели пофлуидни се, бидејќи ако се во вонбрачна заедница нема потреба нели да се разведуваш и понатака другите тие постапки да ги правиш, туку едноставно врската прекинува, односно вонбрачната заедница прекинува со тоа што ќе се раздвојат луѓето. Но тука настануваат проблеми, што со децата, нели заедничките деца. И особено ако нели таткото не е признат кај децата, значи цела како што кажа поврска врз грижата паѓа врз мајката и не може ниту административно правно да се направи ниту тоа доверување или старателство. Значи се среќаваме со такви проблеми. Да. И исто така ова исто така интересен феномен што во тие вонбрачни семејства многу често партнерите, ако ова име второ вонбрачно семејство, децата од претходните се ги чуваат заедно. И тука веќе имаме семејства многу тетни, каде што двајцата родители имат нели нивни заеднички деца и плюс имат деца од претходните нивни партнерства со нерегулирани односи во однос на старателство, доверување, алиментација и така натаму. Ме интересира со какви конкретно проблеми правни, општествени, институционални се соочуваат овие семејства со кои што работиш ти? Да, па како што кажав, значи бидејќи работиме со социјално загрозена категорија и бездомни лица, најчесто тие лица се неписмени, значи во формално правна смисла, во смисла немаат завршено основно образование, значи имаме луѓе кои што не знаат ни име ни презиме да се напишат. И се замислете таков човек, а во меѓувреме нема ни средства, бидејќи секоја постапка по институции и најмала да е, нели побарува средства. Така што се соочуваат со разни предизвики. Првиот предизвик е неукоста, значи, неписменоста. Вториот е немањето на средства. И плюс во овие што ги спомнав преска типовите на семејства, во случај кога имаме дете кое што формално правно има само мајка. Ако мајката почине пред тоа дете да направи 18 години или па 15, бидејќи на 15 веќе може да се обезбеди лична карта, сакам да кажам дека тоа лице нема начин како да стигне до првиот личен документ, односно до личната карта. Имавме такви случаи во државата каде што еден млад дечко почина, значи не можеше да се обезбеди здравствено осигурување поради тоа што немаше лична карта, мајката не се сеќавам дали беше почината или не се знаеше каде, нели? И резултираше на таков начин. Така што, како да кажам, повеќе слојни се и причините и последиците. Бидејќи, како што кажи ти самата, овие проблеми се повеќе слојни, дали институциите се доволно прилагодени за комплексноста на овие проблеми? Дали се доволно, како да кажам, на некој начин кадари, дали се подготвени и спремни да можат на било каков начин да им помогнат на овие семејства да се соочат со нивните предизвици? Па, сега го кажам, само не ќе биде како нели против институциите се зборува, но за жал вистината е таа. Значи ретко, односно вака, можам да кажам дека институциите ги спасуваат неколку мина добри службеници кои што знаат да се работат својата работа и кои што се желни да помогнат, нели. Што се случува најчесто? Институциите се работат по шаблон. Ако нешто излегува од нивниот шаблон, никој не го работи. Значи, ако нешто малце повеќе треба да се истражува, да се бара начин, да се координира со друга институција и слично, тоа не се случува. Околу поддршка, еден пример, децата, нели, од кога ќе се роди дете, треба во рок од 30 дена да се регистрира во матичната книга на родените. Што се случува? Тоа лице што е неписмено.
и нема средства, е неуко, не знае дека тоа треба да го направи. Океј, можеби пример од болница кога ќе излезе ќе му се каже дека нели треба да одиш во матична книга, да го регистрираш детето и така натаму, но мене ми се случувало голем број на странки да ги пронајдам во самата институција додека сум правила придружба на други луѓе. И како ќе го забележиш? Веднаш се забележуваат. Значи човек со барање што го гледа барањето и не може да го пополни, значи не свеќе што се бара од него. И сега тука нели спомна одговорноста на институциите и на државата. Ние знаеме дека имаме категорија на луѓе што се неписмени, така? Државата е свесна за тоа. Тоа е факт. И сега ти каква поддршка како држава или институција даваш на тој човек за да може се снајде во тој административно-бирократски процес? Значи, нема. Јас така, на... мислам, процесот е тежок за било кој, без разлика дали си писмен човек, едуциран, зависи за што станува збор. Некогаш на вистина е утежнат процесот за било кој, така што не можам ни да замислам колку е уствари тоа потешко на било каков начин за справување на некој што го нема соодветното образование и немал едноставно како да научи да се справа со тие ситуации, дали се некои правно-нормативни, што и да е за вадење било какви документи по институциите, колку уствари тоа влијае на нивната добросостојба, стресот во моментот, мислам и да не е нешто нели од психолошка природа, едноставно мислам дека ги занемаруваме тие работи заради тоа што за многу од нас тие работи се достапни, знаеме да читаме, сме го завршиле образовниот процес, знаеме барем базично некако да се снајдеме, а колку луѓе уствари живеат сосема поразлични животи од нашите и го немаат ни тоа. Апсолутно, не можат ни да прочитаат нели документ во институција и дека сме свесни дека нема вистинска поддршка, нема соодветната поддршка од институциите кога станува збор за ова. Најпрво што тие луѓе пред се треба веќе да им било обезбедено правото на образование, тие луѓе да го поминат процесот на образование како и секој друг, а потоа нели веќе кога сме утнале на тоа полеве да кажам, барем да им пружиме вистинска поддршка на луѓето, а тоа го нема во реалноста. Го нема, точно. Значи во насока на ова, баш на една средба каде што присуствува, имаше учесници од институциите со кои што работиме, напоменав дека сите институции треба да имат 1, 2, 5 мина, зависи од капацитетот нели на институцијата и од работата што ја прави, дали социјални работници, дали нешто, значи во таа сфера што ќе ја даде поддршката што ја дават граѓанските организации. Така, еве некој лице кога ќе отиде во некоја институција, ако не знае нели како да се снајде, а мора тоа да го заврши, да има таму социјален работник или некој друг што ќе му биде задача да го упати, бидејќи не е значи решение ти да му дадеш на некој човек решение буквално и тој само разбира решение, а патем диспозитивот што треба да направи не му е јасен, нели? И зошто придружбата е многу битна исто така. Додека нели не го работев тоа со придружба, мислев дека може така да се заврши се, нели ќе го упатиш некого и тој ќе си заврши работа. Но не е така, како што кажа и ти. Многу често ние самите не можеме да завршиме работа, особено ако таа работа е испредплетена меѓу повеќе институции. Значи буквално ние кориснициве сега ова фигуративно ги фаќаме за рака и ги носиме од една во друга институција, значи холистички пристап, значи целокупна поддршка се дава за да може да се обезбеди нели крајниот резултат. Да, зависи што е тоа, дали се одблокира некоја сметка од извршител, дали нели да се регистрира некое лице, дали да се обезбеди некое право, пример гарантирана на минимална помош или некои други нели од пакетот на социјални услуги. Ја спомна координацијата на институциите на почетокот, ти самата кажа дека ја нема, па ме интересира од твојата пракса дали има воопшто, дали постои каква е таа координација помеѓу институциите? Па, сега институциите си имат внатрешен курир, доставувач, што треба нели да ја спроведува поштата, или за да не патуваат пратките преку државната пошта, но некако кога сам ќе одиш и ќе ја завршиш работата, побрзо завршуваш и од самиот внатрешен курир на институцијата. Зошто го кажувам ова? Бидејќи неколку пати се случило да нели за некоја постапка да интервенират
Односно, во ова што јас го работам, нели, со лицата без документација, најмногу тоа се поврзани процеси. Значи, процесот го почнуваш во матична книга, односно во управа за водење на матичните книги, но завршува процесот, односно оди преку МВР и повторно се завршува во управата. Тука, значи, апсолутно се вклучени двете институции. И ако немаме меѓу нив добра координација, значи апсолутно процесот може да остане на ниво некое и никој да не се заинтересира зошто е тоа тука, пример. Имавме таков случај каде што од матична книга во Чаир требаше, нели, да се прати документација во МВР и одговорот од Чаир беше дека пратено е, нели, во МВР, но дека нема се уште одговори, се чекам месец, два, нема се уште одговор, одиш во МВР и службеничката таму вика, да, вика, пратено е, ама недостасува уште ова, треба уште ова. И сега јас, знаеш, прашалници као, окей, значи, зошто ова не го пренесеш, нели, на институцијата, така? И буквално требаше јас, значи, физички, лично да отидам од една во друга институција за да пренесам дека тој требало да дополни, да прати уште нешто плюс. И сега за каква координација зборуваме ние, а патем се работеше за регистрација на 8-годишно дете, која што регистрација, окей, колку од причините на родителите можеби тие не потекнале, нели, навремено процес и слично, но најмногу зависеше од тоа што некаде година дена процесот беше МВР, УВМК, МВР, УВМК и на крај никој не презема одговорност. И тоа исто така е многу битно, што кога како се вика тоа, кога нема чувство на одговорност, џабе е све, мислам дека ради реда се прават работите. Апсолутно, а кај нас мислам тоа е нешто најчесто, да кажам. Префрлање од една на друга институција, не сме ние должни за ова, тоа е нечива туѓа работа и голем дел од работите така и се одолговлекуваат со префрлање на одговорност, кога едноставно да заземат иницијатива институциите кои што се тука да си ја вршат работата, да работат во име на народот, во корист на народот, работите ќе беа сосема поинакви. Точно. Ме интересира дали можеби постои некој пример од пракса, од терен, кој што можеби оставило некакво по-особено влијание или некој впечаток на тебе? Сите, секој терен е приказна само за себе, нели, бидејќи сега да не звучам патетично, но ние работиме со луѓе, значи со човечки судбини, со човечки животи, така што нели се е впечатливо, но ајде нешто пред поскоро време што се случи ќе го споделам. Еве и во контекст, нели, на вашето здружение, се работи за, како да кажам, нетрадиционално семејство, каде што мајката и таткото се раздвоени, биле во вонбрачна заедница и се раздвоени некаде пред 8 години. Значи, главниот лик на приказната ни е девојче од 10 години, која што беше нерегистрирано лице и која што не посетуваше основно образование. Значи, каснеше некои 3 години. Иако не беа во комуникација во контакт, значи девојчето живее со бабата, мајката не контактираше да побара помош, не извести, значи дека има ќерка со која што не е во комуникација веќе скоро 8 години поради X семејни причини и дека бара помош, нели, како да ја регистрираме. А таткото патем не можел да ја регистрира бидејќи тоа што спомнав пречките. Бидејќи тие биле во вонбрачна заедница и се законот кај нас е таков што ако добиеш дете во вонбрачна заедница, не мора да пријавиш кој е таткото на детето. Ако го добиеш во брачна заедница, значи автоматски се впишува таткото. И се во нивниот случај беше тоа, нели, да не навлегувам причините зошто, нели, останала нерегистрирана. Мајката се обрати, отпочнавме постапка некаде пред година и половина, цела година траеше процесот, значи, за регистрација. Бидејќи треба да се обезбедат дополнителни, значи, дополнителна документација, бидејќи се работи за лице што 10 години не е регистрирано и веќе тука треба, нели, не знам се да не навлегувам дали примала вакцини како дете, дали не примала, дали одела во училиште, па потврда за возраст, дали стварно лицето што го пријавуваме е тоа лице и тука се прави медицински, нели, преглед, систематски така натаму. Исто така, од кога почнавме да работиме со девојчето, свативме дека не оде во училиште и сега, нели, нормално им викаш, одете запишете ја, бидејќи уставно загарантирано право е, нели, секој дете да може да посетува основно образование и без разлика на тоа дека нема документи. Проба е, бабата, значи, проба да ја регистрира, односно да ја запише во училиште, одговорот беше негативен, значи ги одбија.
И тоа значеше дека ние мора од тука да отидеме, да направиме разговор таму со педагогот и со другите компетентни лица и на тој начин ја примија. Значи, замислете, требаше како притисок вие да се изреагира, значи. Сега замислете луѓето што немат кој да изреагира, значи, и нема капацитет. Колку многу има такви случаи, колку малку има здруженија што работат на ова проблематика, да речеме. На крај успешно се заврши, со што го споделувам ова, бидејќи девојчето го примија во трето одделение. И таа толку многу, значи, учела, нели, пишува домашно, би имала волја и се, и ја префрлија во четврто одделение. Се замисли, и тоа е веќе, како се вика, добиен човечки живот во системот. Инаку претходно беше невидлива. Значи, и со капацитет, и со волја, и се. И муабетот ми е дека на крајот од денот, колку и сами луѓето да се одговорни за нивната состојба, сепак државата, системот, институциите се тие што крајниот удар го задават, значи, буквално. Еве по примерот на ова девојче. Баш и повеќе би сакала да навлезам на таа тема, дури заради тоа што многу често кај нас е таква перцепцијата. И општо мислам дека ни светот владе некоја наметнување вина на поединци, што не значи дека не може тоа да биде случајот. Може да биде случајот, да, навистина единката да е виновна за проблемите со кои што се соочува во животот, ама ние гледаме особено за вакви системски неправди и одредени групи на луѓе, дали се тоа некои етнички заедници или луѓе кои што имаат одреден социоекономски статус, кои што апсолутно нерамномерно ги засегаат овие проблеми. И сега ние да се запрашаме од каде всушност сега, дали е тоа нешто во целата група што не знам, имаат некој недостаток, што е нешто што се представува во општеството, дали поединец или некоја група на луѓе, или е нешто што општеството го создава како проблем и едноставно им ги наметнува овие животни околности на луѓето, па тие понатаму се сами оставени да се справуваат со нив. Апсолутно да, бидејќи немав прилика до сега да кажам, најголемиот број на нашите корисници се роми, значи дали поединци, дали семејства. И сега најчесто кога слушните вие, па такви се тие. Ради нив е, не сака да работи, не сака ова, не сака она. Па чекај малку, ние, значи, животот не почнува од 91 во Македонија. Значи, ние сме имале претходно друг систем, каде што тие луѓе биле вклучени. Еве и проблемот со без документацијата. Во поранешниот систем на Југославија немало таков проблем, немало луѓе фантоми. Значи, тие се нови проблеми. Што сакам да кажам, дека не значи дека ромите пред 30 години биле свесни, па наеднаш нешто им се случило и сега се несвесни и сами се одговорни за состојбата. Тоа што се бара одговорност во личностите, мислам дека е начин како останатите луѓе кои што се свесни за состојбата и кои што реално може да сносат одговорност, начин како да си го исперат образот. Тој е таков. А која е твојата вина во тој што е таков? Значи, што е системот, што е државата, кој ги генерира политиките, како се одвиваат тие политики, како пример каков ефект имат во животите на некои луѓе. Значи, да не се лажеме, ние сме општество и не само ние, цел регион и во глобала светот сме профитно ориентирани. И тука што значи тоа? Тоа значи дека животот на човекот е небитен, односно дека побитен е профитот. И се додека, значи, тоа не се разбере, ќе има и сиромаштија и сите овие негативности ќе ги има, бидејќи главниот проблем, мислам дека на сите овие е немаштијата, значи. И ситниот криминал и не знам, еве со категоријата со која што работиме, многу често се луѓе пример што имат излезено од затвор, што имат влезено, излезено, па пак влезено, па пак излезено. И не е тоа дека тие се такви, туку тие немаат сите направено некои ситни криминали и од тука се гледа, пример, дали од ситниот криминал се гледа дали некој тоа го направил за да преживее, нели, или за да се збогати. Така што јас апсолутно одговорноста не ја барам во тие луѓе. Нормално секој си има одговорност за собствениот живот. Значи, ама поедовната точка која е, значи, од која основа тргнуваш ти? Еве пример, и јас да го почнувам денот со боричкање во контейнер, реално, кога ќе станам тоа да ми е прва преокупација, ќе размислувам поинаку. Јас сега денот го започнувам со кафе.
Нели и веќе денот мене ми испланиран, кога одам на работа, ова ќе направам, ова ќе направам. А некој што нема тоа, се буди и само треба да најде нешто да преживее, дали храна, дали пари, дали било што. Така што не можеме ние од тие луѓе да очекуваме таков степен на свесност, а напротив, ако ние самите се сметаме дека сме свесни, тогаш ние треба како се вика да им го дадеме тоа, да им го поплочиме патот, да ги извлечеме од таа состојба во која што се. Баш вака и додека зборуваш се запрашувам, размислам дали можеби ние како општество, како луѓе бегаме од тоа чувство на одговорност, бегаме од вина, сега не дека можеби на тоа се вадиме дека ние лично сме не сме ние лично виновни што сме направиле ние за да ги доведеме луѓето до таква ситуација. Ама сметам дека самото знаење, самата свесност за ваквите случувања, за ситуацијата во која што живеат одредени групи на луѓе, што не се малку луѓе и без разлика, и колкав број да се, дека ние свесни сме за тоа. Реално не можеме да кажеме дека луѓето не знаат дека е ваква ситуација, тебе пример конкретно со ромите или со луѓето кои што живеат во сиромаштија во оваа земја и пошироко. Барем јас сакам да верувам, сметам дека сме свесни за тоа. Зошто избегнуваме на вистина да покренеме некаква одговорност и ние да направиме нешто за овие луѓе поглобално, освен некој што се бави со тоа професионално, работи во граѓански сектор, работи во некоја организација која што всушност тоа е професијата, тоа е тематиката со која што се бави. Зошто ние како општество, како граѓани, како луѓе не се залагаме повеќе за промени во овој домен? Зошто не се бориме? Сега можеби го немаш одговорот, него имам ни јас. Ова е реторичко прашање дури повеќе. Зошто? Зависи, мислам, сигурно одговорот не е ради ова или ради она, сигурно повеќе фактори нели влијат, но од една страна, еве вака прво што ми текнува е и индивидуализацијата. Бидејќи овој систем кој што го зборуваме, тежно е да ги индивидуализира луѓето и да ги оттргне од општеството. И са ти, ако, мислам, ти општо зборувам, нели? Мисли само на себе си, ти си преокупиран со тоа како ти твојот живот да си го подобриш, твоите услови, твоите ово она. И другиот, као ако имам време, може би ќе видам, ама тој си е сам за себе одговорен. Значи на крај така се завршува, бидејќи не сме вешти можеби да се сносиме со тоа што не го правиме. Бидејќи и дејствувањето е проблем, а и недејствувањето е проблем. Значи ако ова група на луѓе што ја земавме, ако нивното дејствување криминално е проблем, и нашето недејствување за да ги извадиме нив од таа состојба е проблем. И мислам дека тоа со индивидуализацијата е некако конкурентноста, цело општество е отидено, мислам дека тешко е да кажам во неповрат, бидејќи ако така кажам, нели ке нема надежно звучи, ама натака мислам дека тргнато некако колективизмот е изгубен, колективната свест, доброто на сите. Пример, порано се зборуваше за доброто на сите, сега мисловна именка е тоа доброто на сите. Мислам, јас не сум ни од таа генерација, мада вака од муабети што сум правила со луѓе кои што растеле во поинаков систем, нова поднебје, или без разлика на тоа, дали се примање на разни медиуми, слушање едноставно човекови приказни, она што го имаат луѓето да го кажат за како некогаш се живеело, кои вредности се негувале, каква била тајата поддршка, колективизам, некоја соработка, солидарност што е имало помеѓу луѓето, заради тоа што неретко се зборува дека ние по природа не само што сме социјални суштества, и поради тоа што сме социјални суштества, природно ние да бидеме емпатични, природно е ние да сакаме да соработуваме, природно е да бидеме алтруистични спрема другите без некаков возврат, во ред. Можеме да бидеме и себечни, не сме совршени како луѓе, апсолутно го имаме потенцијалот и за доброто и за лошото, да кажам. Но дефинитивно општествените околности го негуваат тоа што го негуваат, го поттикнуваат тоа што го поттикнуваат и во зависност од тоа луѓето ќе се однесуваат во согласност со тоа. Едноставно општествените околности го придвижуваат нашето однесување на ваков или на таков начин. И свеста, апсолутно. Мада мене моментот ми е сега, не знам, не можам да зборувам за сите, за сечиво искуство, но верувам дека сме свесни за некои работи. Сакам да верувам дека сме свесни. Не сме слепи, не сме глуви, нели сепак сме разумни суштества. Гледаме што се случува околу нас
но ретко кога навистина постапуваме, а сакам исто така да верувам дека тоа дел и од нашата природа. Да сакаме навистина да помагаме на другите, без некаков возврат ние да добиваме од тоа, без некаков профит да добиваме од тоа, без било што што би ни би ни чинело нешто на нас, туку дека едноставно заради тоа што сме луѓе. И тие луѓе се луѓе кои што се очуваат со сите овие предизвици со кои што работиш ти, и ние кои што имаме некои попривилегирани животи, некои и како многу попривилегирани од нас, дека особено кога станува збор за заедници на луѓе на кои што базичните потреби не им се задоволени, основната екзистенција, мислам дека секогаш треба да ни биде приоритет да се посветиме малку повеќе на тие луѓе, заради тоа што сме им такако потребни. И додека очигледно гледаме дека државата не им го пружа тоа, не им го пружа тоа што според закон и едноставно како луѓе им следи, како основно човеково право, дека ние треба да бидеме тие кои што ќе бидат тука едни за други. Како луѓе, како сограѓани, како... Да, ама во пракса не се покажува така, ретки се тие луѓе. И мислам дека тоа свесноста, да, и јас мислам дека се повеќе луѓе се свесни за состојбите, бидејќи не можеш да не биде свесен. Значи, некои состојби се толку апла, ке ги наречам, значи не можеш да ги избегнеш, но тие луѓе што одбират да не се спротивставуваат, да не се борат во цинизам забегуваат. Значи, јас имам такви другари, другарки во кругот што биле многу активни и во еден момент на не знам, на како да го наречам, на прегорување, на разочарување веќе и стануваат циници. Тоа е, мислам дека најлошата опција да се стане циник. Дефинитивно. Да. Дефинитивно. И не само тоа, еве например јас како студент гледам, мислам како помлад човек, како да кажам, што живее во држава, гледам дека многу често по-нормализирано е човек да биде циник, апатичен, да не се замара со политика, со едноставно одредени општествени случувања кои што и како засегаат човечки животи, и отколку да биде идеалист на некој начин, не знам, тоа не треба да биде гледано како така, туку да биде едноставно човек кој што се залага за нешто подобро од ова што се случува моментално. Ева конкретно ако зборуваме за држава, ама се случува и во светот. Едноставно мислам дека сите треба малку да го промениме тој светоглед и тој став што го имаме можеби малку по глобално, малку како заедница едноставно. Тоа се шири едноставно и како се има проширено кај нас, што е, како што реков, нормално. Нормално еден млад човек во оваа земја да биде апатичен, да го интересира само неговата приватност, неговиот личен живот, а да не го интересира тоа што се случува пошироко од него. А баш напротив, за еден млад човек многу поприродно и поочекувано е да се бунтува против сите тие случувања и да се залага за подобар свет, за подобра иднина и за себе како млад човек и за луѓето понатаму што ќе доаѓаат и без разлика и на возраст за сите едноставно како општество. А ние го имаме прифатено тоа, едноставно си живее со нас тука и го продолжуваме така животот. Тоа се, мислам дека основни показатели дека има нешто толку длабоко, толку како да кажам, еве да не користам некои многу застрашувачки зборови, нешто што ни се случува, на кое што треба многу побрзо и многу по како да кажам, исцрпно внимание да посветиме. Дека не можеме ние и понатаму да се интересираме за некои лични цели, што апсолутно тоа секој се држи. Ние сите треба да си имаме собствени амбиции и цели поставено во животот и да работиме кон нив, но не смееме никогаш да заборавиме на оние на кои што има најпотребна нашата помош и поддршка. Дури еве и да не го гледаме така дека сега например на овие има потребна помош и секако дека има потребна, ама причините да се истражуваат, зошто се во таква состојба. Бидејќи ако само се гледа од хуманистички аспект, хуманитарен, да им се помогне,
може тој да, знаеш како пак да се бара одговорност во самите луѓе, демек. Сега ние им даваме, па чекај дали тие вака ќе направат, дали така ќе направат. Значи, зошто пример многу борби се неуспешни, многу анализи се неуспешни, остануваат само запишани на хартија, затоа што не се барат причините кои што доведуваат и контекстот останува методот, значи треба диалектички метод да се применува, значи во секоја анализа, секој истражување што ги правиш, бидејќи сите работи се поврзани и едно врз друго влијаат, значи состојбата на детето што денес не оди во училиште и проси на улица е поврзана и како со државата, со неговото семејство, со традицијата, со законите, со како се спроведува животот во оваа држава, значи и мора како една целина сите да се разгледаат. Не може независно се денеска напишеме ние анализа за децата во образование, па утре ќе напишеме за семејното насилство, па за зависностите, па се е тоа едно. Точно. Значи и затоа како што кажав на почетокот мора да се тргне од положбата, од сиромаштијата, односно еве класата би рекла ако смејам. Така. Дефинитивно проблемот е културен, проблемот е општествен, мислам, кога станува збор за се, мислам, проблемот. Сите случувања едноставно не се изолирани, не живееме не само, како да кажам, одредени негативни аспекти од општеството, па и добрите работи никогаш не се еднодимензионални. Секогаш станува збор за многу поструктурни феномени, кои што ти како што кажа, не треба само да ги гледаме од некој хуманистички аспект. Можеби така се изразив малку повеќе. Апсолутно, мислам да секогаш ние треба да се го задржиме нашиот хуманизам и да ги гледаме луѓето како луѓе и да останеме така настроени, ама и како треба да отидеме чекор подалеку и да видиме што е тоа во структурите, во општеството, што доведува до тоа. Кој е контекстот во кој што се јавуваат овие проблеми, за навистина да можеме да се соочиме со нив и да ги решиме, да ги трансформираме за понатаму да живееме во нека поинаква реалност. И превенција, нели, мора тоа преку истражување, преку да се видат, нели, условите кои што довеле. Не може само ние цело време се бавиме со последицата. Значи дали од медицински аспект, дали од општествен аспект. Така. Цело време се случува нешто и сега ние ја лечиме последицата. Значи булингот и сите работи се поврзани. Така и ние во психологијата, јас често го зборувам тоа во ред, секогаш ќе има луѓе кои што имаат сопствени поединечни некои проблеми, особено кога станува збор за менталното здравје, да кажеме, но факт е дека најголем дел од проблемите што ги гледаме ние во денешницата, особено од доменот на менталното здравје, мада и во било кој домен реално, не произлегуваат од поединци. Не произлегуваат од самата личност, туку апсолутно произлегуваат од контекстот во кој што живеат, растат тие луѓе, во општеството во кој што се наоѓаат, во не знам, пристапноста до ресурси, едноставно се во нивното окружување кое што доколку би било поинакво, тие луѓе не би се соочувале со тие проблеми, но сега не е такво некој поинакво, туку реалност е ваква како што ја гледаме. Како што дискутиравме денес. На повисоко ниво од Фројд, така? Да. Баш. И еве со тој би го завршила денешниот подкаст да кажеме како можеби нашето општество или државата можат поефикасно да ги поддржат ваквите семејства, луѓето со кои што се соочуваат со овие проблеми. Заради тоа што нели до сега зборуваме дека тоа не се случува, ја нема правилната поддршка, можеби да сугерираме како можеби подобро да се справат со овие случаи. Да. Значи, јас не верувам дека во овие материјално-економски односи во ово општество може некоја да доживее некој бум и да, не знам, економијата да биде ваква, таква, па образованието, не знам што. Значи не верувам дека тоа би се случило, бидејќи како што кажав, позадински работи многу треба да се сменат и плюс ние не сме изолирана земја и сме мала земја, значи околните, тоа што се случува во околните земји, а и во светот влијае врз нас. Еве сега гледаме дури малтене Трета светска војна се одвива и како тоа преку цените на нафтата влијае нели кај нас, малце вака широко земав, ама апсолутно е така. Поентата што ми е дека не можеме ние тука сами себе се подобриме. Односно да излеземе од оваа состојба, но секогаш, иако пример јас сум антиреформист, но сметам дека мали чекори секогаш може да се направат за да се подобри животот на некои луѓе. Еве пример за категоријава за која што ја зборуваме. Че ние зборуваме за луѓе кои што се бездомници и луѓе кои што живеат во неформални живеалишта. Тоа се оние бараки
што ги гледаме преку Вардар, каде што нели не знам, преку работи што ги наоѓаат од отпад си прават врата, прозори така натаму. Значи мора прво домувањето да се реши. Значи ти не можеш да очекуваш од тоа дете што таму живее, каде што нема вода или на 20 семејства една чешма имат и да се бања од таа вода и да ја пие и да пере и све да направи со таа вода. Значи најосновно мора да се обезбеди социјално домување, значи. Мора секој човек да биде сместен некаде, не може значи да се живее на улица. Значи Америка не сакаме да достигнеме во таа насока, така? Значи во насока на бездомништво. Второ, значи секој мора да биде внесен во образовен систем. Не смееме, значи, ние во 21 век да имаме неписмени луѓе, а во 45-та година одма после војната ја решиле неписменоста, значи. Значи не ме зафркавајте во смисла. Значи ние се одиме кон дигитализација, вау, ке се дигитализираме овона, а луѓето што се неписмени, тој не може ни мејл да си направи за да го кодот да го добие што му треба, пример некаде. Така што еве како препорака, значи, би дала вдомувањето, значи мора да се реши итно тој проблем со домувањето, бидејќи предизвикува низа на други проблеми и образованието. Значи, мора државата да најде механизми, начини да го направи тоа. И не дека, и секако знаеме дека од друга страна, повеќето работи што се направени за ромската заедница, се направени преку проекти од надворешни земји, така што нашата држава може и денар да не потроши, туку некако да нели да го исхендла само тој процес добро до крај. Тоа. Го спомни образованието, иако ќе привршуваме за крај, само морам еве накратко да го напоменам тоа дека колку всушност барем до некаде голема промена би имало доколку барем пристап до образование ќе апсолутно ќе има промена. Еве се малку во друга тема влегуваме, ама нели се е поврзано. Еве сега ние имаме проблем со малолетничка бременост. Значи, познавам 50 на девојчиња што на 14 години го имаат добиено првото дете. И тоа е последица исто така на бидувањето во образовен систем. Затоа што ти кога ќе направиш 13-14 години, и ако општеството не ти пружи друга прилика, а тоа е образование, а традицијата ти е тука, нели си, окей, ако не си во образование, ќе се мажеш и деца, ќе се направи, многу работи ќе се сменат. Верувајте, значи тоа е клучен момент. Одењето на училиште, добивањето на навики, учењето, значи социализирањето, стекнувањето на, значи додека си ти на училиште стекнуваш амбиции за понатака во животот, те прашуваат нели што ќе бидеш кога ќе пораснеш. А тие деца што се во образовен систем, што им останува? Да бидат мајки и татковци на млади години. Така што, затоа викам, ако тоа се среди, натака ќе повлече многу други работи. Бидејќи, исто така и ова, не се работи само за семејства што не ги праќаат децата во училиште. Се разбира, има, значи, секакви луѓе, има и такви, но многу често, пример, станува збор за дискриминација, каде што во некои училишта, во етнички, почисти средини, не сакат да примат ромски деца, значи тоа е факт. Сега ние можеме да направиме, не знам, комисија за антидискриминација и не знам што, ама во пракса сите овие работи си стојат. Во 21 век има сегрегација во Македонија, каде што децата од различни заедници не можат заедно да сегрегација, да клупи и да се едуцираат сите подеднакво. Да, значи што се граничи до расизам, а додека да се стигне до училишната клупа, сите овие други работи треба со бездомништвото се средат. Бидејќи сме имале ние примери каде што лично на една мајка сум ми рекла зошто не го прекаш детето во училиште и ми кажа немаме каде да се бањаме и децата не го дружат. Бидејќи ако нема каде да се бања, можете да замислите во каква состојба тој или таа оди во училиште. И стотици деца се во таква состојба. Значи некои што и почнале, дали после ради немањето на услови ќе прекинат. И тука нема никаква поддршка, се е оставено на хуманитарни организации, на верски организации, тоа е. Токму така. Мислам дека поминавме многу добри теми во овој разговор и многу ми беше мило што беше тука со мене, што придонесите како во дискусијата на оваа тема. И за крај би рекла да се запрашаме барем сите колку и што би можеле да направиме не само од аспект на помош, пружање некаква помош, туку во креирање на некаков притисок или одредена сила, барем нешто да се промени на општествено ниво, на структурно ниво, за навистина да можат овие проблеми да се искоренат, заради тоа што во 21 век
имаме ситуации каде што луѓето живеат во, не знам ни како да ги наречам, крајно нехумани, крајно нечовечни, субхумани некои услови, што е незамисливо додека имаме одредени луѓе кои што и како живеат ненормално привилегирани животи, имаме луѓе кои што живеат во беда и во сиромаштија. И не само да ја кренеме свеста за овие теми, туку и да дејствуваме во насока на променување на општествените околности кои што ги создаваат овие проблеми. Ти благодарам многу, Джела, што беше денес тука со мене и ви благодарам многу што ја гледавте оваа епизода од нашиот подкаст. Се гледаме во некоја наредна.